Во државава се регистрирани 995 пациенти со мултипла склероза, од кои 491 се на редовна терапија, а останатите се ново диагностицирани и уште не се поставени на терапија, изјави директорот на Универзитетската клиника за неврологија Иван Барбов на денешното одбележување на Светскиот ден на мултипла склероза, организирано од Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза во Скопје. Барбов додаде дека пациентите кои се неподвижни заради влошување на болеста не ги исполнуваат критериумите за примање на терапија. Терапијата се прима до одреден степен. Пациентите кои се во колички, во кревет и се инвалидизирани, за нив ниеден лек не делува од овие што се досега достапни. Така да, кога ќе помине скорот над 6,5, тие пациенти се исклучуваат од терапија за да може терапија да прими пациент кој ги исполнува критериумите, рече Барбов. Ден Дончев, директор на Фондот за здравствено осигурување, изјави дека годинава фондот го зголеми буџетот на клиниката за неврологија од 190 милиони на 265 милиони денари, од кои 51 милион се наменски за пациентите со мултипла склероза. Ана Карјанова Домитрушева, председател на Националното здружение за мултипла склероза, рече дека и покрај евидентниот напредок што е направен изминатиот период, се уште има потреба од унапредување на грижата за лица со мултипла склероза и адекватен соодветен третман, како на пример навремена диагностика и современ третман, согласно светските стандарди и зголемување на достапноста на високо ефикасни иновативни лекови.